бидејќи најспоменуваниот термин овде, иначе од социополитиколошка природа, беше легитимитет, легитимитетот и јас ќе го објаснам. Прво, секој легитимитет извира од граѓаните и се манифестира и потврдува или се губи на изборите. Она што го прави специфичен е изразито потрошниот карактер, бидејќи се работи за игра меѓу влезни и излезни елементи, влезни барања на граѓаните, потреби, интереси, излезни елементи, политики, закони, устави и така натамо. Кога ќе дојде до дискрепанца меѓу нив, зборуваме за легитимацијска криза. И претходната, и оваа во настанување на Цитурус влада е во тешка легитимацијска криза и јас ќе кажам од кои причини. Прво, таа не може да наследи легитимитетот претходна влада, бидејќи таа не може да и го делегира. Зошто? Бидејќи не си замина председателот на партијата и премиерот заради нова функција или заради болест, туку заради лична одговорност. Второ, не заборавајте, кога се конституираше во август власта, во неа беше и на изборите и потоа беса. Неа ја нема, освен еден евроосвестен пратеник. Што значи? Гласачите не се сега гласачи на оваа коалиција и легитимитетот е нагризан. Ја има алтернатива, воопшто не знаеме што мислат граѓаните за трансформацијата на алтернатива во власт. Тоа е второто нагризување на легитимитетот. Трето, веќе го споменав премиерот, ние велиме one out, all out, еден надвор, сите надвор, бидејќи првиот, особено во авторитарен и хибриден систем, е всушност премиерот. Понатаму, министри кои беа носители на кандидатски листи ги нема. Овде слушам поезија од типот ние сме НАТО, НАТО сме ние, меѓутоа ја нема министерката Шекеринска, таа беше персонификација за НАТО, не знам дали ја нема од лични причини или заради тоа што е разрешена, меѓутоа мис молам да внимавате на овие нешта. Најголемиот удар на легитимитетот беа локалните избори, лакмусот по црвене, тоа е предупредување и тоа не рано предупредување, туку постојано предупредување. Згора, помалите партии, условена поддршка даваат, тоа е исто така легитимитет кој што е спорен, да заклучам, хибриден режим, хибридна влада, иначе непознат феномен, влада во тек на мандат, да вклучи во себе некој директно што бил против неа, мислам на алтернатива што ја прави влада во пат, влада во политичко умирање во фази или, ако сакате, единствениот политички лепак кој што постои е алокацијата на вредностите, односно поделбата на ресурсите. По дефиниција тогаш оваа влада е нестабилна влада или ефемерна влада. Јас би рекла, по она што се случува и внатре во СДСМ и надвор, дека е тешко оваа влада да ја наречеме влада на СДСМ, туку е дека е влада на ЗДСМ. Мислам на Зоран Заев. Денеска малку ме изненади премиерот Ковачевски, бидејќи звучеше како да е премиер на техничка влада, така се замислува, на експертска или на влада на спас, па зборуваше за неуставност, дека немало, легитимитет дека имало, што е фројдовска приказна. Реформатор ке бевте, ако излезевте овде со влада помала за 1/3 министри и мислам дека тогаш ке ви верувавме. Нешто околу суштината. За да не ми замерите на субјективност, сите сме ние субјективни, еве јас ке прочитам што вели
Европскиот центар за политики, еден од највлијателните think-танкови во Брисел. Новата политичка криза тлее во Македонија. По оставката на премиерот и по огромната победа на опозицијата. Таа предизвикува инхерентни ризици и ја намалува посветеноста на ЕУ процесот. Што вели? Судството не е на нивото, корупцијата царува, медиумските слободи се ограничени, организираниот криминал цвета, пандемијата ја вложува состојбата, на економски план нема добри резултати, а исто така ни на социјален. Тоа е амбиентот од кој што денеска тргнуваме. Што сакам друго да потенцирам јас денеска? Имено, чудно е дека, ако веќе споменав, ако за членството во НАТО се смета, значи за клучен успех, што станува, веќе ја споменав, со министерката. Истиве прашања важат и за министерката за култура, за образование и труд, за социјална политика, па и трансферот или преместувањето на министерот за правда сега во еден друг ресор. Мислам дека сето тоа зборува дека вашиот легитимитет се вели дека е всушност врзан неразделно од некој кој што бил до вчера патрон, султан, цезар или каудилјо. Се разбира, мислам на најголемиот носител на моќта, односно на премиерот, чудно не го ни споменавте денеска во експозето. А треба да сте му најблагодарен, бидејќи ве преферираше, одевте со него по клубот на пратеници, во еден неформален стил, бидејќи клубот на пратеници не е парламент, меѓутоа за да се манифестира блискоста. Кога ги бројам министрите, не можам да не го кажам и следново. Ако си оди Димитров, зашто не сме добиле датум, со него или пред него треба да си замине и господинот Османи. Оти датумот како да остана во црната кутија, во авионот кој очигледно немаше пилот. Ако лошо ја менаџиравме кризата, а лошо ја менаџиравме, тогаш не зборувам само за здравствената, зборувам за економската, зборувам за енергетската, згора потенцирам дека изгласавте закон за 6-месечна криза, наместо само за 30 дена, и тоа е одлука, незаконска одлука. Значи, во пакет требаше и подпредседателот за економија, и министерот за економија, и тие во ЕЛЕМ, и тие во МЕПСО, зошто? Оти не може одговорноста само да ја земе првиот човек згора. Ние имаме сенка овде која што седи, господинот Артан Груби, кој што цело време делуваше како прв заменик премиер, па ако е одговорен премиерот, тогаш сигурно тој кој коодлучувал и соодлучувал во многу решенија, исто така требаше да си замине. Она што исто така мора да се потенцира е следново, нешто што е во ред, нешто што е многу важно. Се зборува овде за владење на правото, јас го гледам пред мене колегата Тупанчевски и живо сум заинтересирана дали ќе се дистанцира од оној договор дека, пазете, ќе се независни експерти ќе извршат меѓународен мониторинг на процеси за кои постојат сомневања, какви политички сомневања, дека врз нив било вршено политичко влијание, монструм, алфа, диво населје, малиот Алмир и така натамо. Да потенцирам, овие предмети може да бидат ревидирани или преобмислени само ако се најдат во Страсбург пред судот за човекови права. Ова е не директно мешање во судската власт.
Само последното. 100 пати овде се спомена едно општество за сите. Ве уверувам дека и најобичниот учебник зборува за поделено општество по сите линии, divided society, сегментирано општество. Едно општество за сите е само општество граѓанско на индивидуи и мора еднаш да сватиме дека правичната и соодветна застапеност не може да ја има ако имате конкурс за турци, албанци и македонци, туку ако се почитува стручноста и компетентноста. Оваа влада во настанување е во стартот нелегитимна. Згора, ве молам, научете се еднаш кога поднесувате CV-ја да бидат стандардизирани. Оти ова е чист... Диме Велковски има реплика. Биографии кои што, верували или не, личат на флаери. Тоа е невозможно да се приложи пред пратениците. Благодарам.